Добар ден и убав ден, почитувани гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. Добар ден за сите оние што не гледаат во ова време, но за сите оние кои што не следат во репризните изданија или пак во некоја друга зона или меридијан во светот, сигурно е некое друго време, но поздравите се исти. Јас затоа велам, ве сакам сите. Знам дека и денеска ќе ви биде интересно и многу позитивно, затоа што и денеска ќе ви направиме едно убаво музичко кулинарско шоу со личност која што вие ја обожувате. Ајде да ги поздравиме пријателите од Стокомак и да погледнеме дел од производите на нашите рафтови. Поточно тоа се еден мал дел кој што ние овде ги имаме, но имаме и на нашата масичка, тука зачини и работи кои што ни се потребни за нашата кујна, но и во фрижидерот намирници кои што ни се потребни за нашето секојдневие. Верувам дека и вие кога ќе влезете во маркетите на Стокомак си купувате производи кои што вам ви се потребни. Да ги поздравиме Стокомак и за новата линија на продажба, налепници со производи Македонка, така ќе ги најдете рафтовите обоени во црвено. Купувајќи ги овие производи, вие го стимулирате македонскиот произведувач, значи производителите од Македонија, доколку се вкусни, се знае дека парите или денарот ќе се множи и кај нашите производувачи на кои што тоа многу им е битно. Затоа купувајте македонски производи од нашите производители да им ги насмееме лицата. Реков, драги мои, дека намирниците ни доаѓаат од Стокомак, оние кои што нам ни требат се набавуваат секојдневно, затоа што имаме различни рецепти. Да напоменам за гледачите кои што многу пати сугерираат некој од нив да кажат зошто вие не го пробате рецептот, многу пати го вадиме директно на маса многу топол или сме на само една минутка или секунда пред крајот на завршувањето на емисијата, времето е толку и многу пати не можеме да го вкусиме, но затоа пак ги сликаме на нашите профили, веќе ги имате готовите храни како веднаш по завршувањето на емисијата сето тоа се јаде и овде заедно со сите наши колеги, камермани, сниматели, чувари, како што велиме, колегите од режијата и сите оние кои што ќе дојдат се добронамерни. Затоа и овој денешен рецепт ќе го вкусиме и тука, дај Боже да ни биде нели секако што треба, но и по завршувањето на емисијата. Поставив да ни се варат макарони, веќе се пред самиот крај за да имаме малку време повеќе и да муаветиме. А морам да ви кажам дека денеска во нашата емисија, во нашето музичко кулинарско шоу имаме едно прекрасно момче, кој јас си го познавам од мали нозе, значи од мало дете, свири преубаво. Кавалот ми е омилен кој што тој го свири, но свири на повеќе инструменти. Ке ни каже тој во текот на емисијата, го бараат сите групи, го бараат на концерти, на многу турнеи, насмеа непостојано и е еден од најомилените ликови во нашата ни општина Петровец, доби награда. Ке го прашаме во текот на емисијата зошто. Добре дојде за Владче Георгиев. Добре ми дојде. Како си добар? Добар, расположен, насмеан како што си секогаш. Повели од оваа страна. Благодарам пред се што еве ни дојде, одвои од твоето време, побара да бидеш слободен и да дојдеш за нашата емисија. Гледаш дома, рече, нашата емисија, гледаш? Најпрвен ти благодарам за прекрасната најава. Ти благодарам за поканата да сум денеска дел од оваа прекрасна емисија. Поздрав до сите гледачи на Канал 5 телевизија. И секогаш кога се сака да се најде време за нешто, секогаш се возможно и се наоѓа. Така. Од мал имаше желба за инструментите, народните инструменти и еве тоа ти стана реалност. Професија. Ќе направиме подпечени макарони. Рече си правиш и дома, знаеш да ги правиш, лесни ти се, умилени. Не секогаш дома има кој да ти изготви, кој да ти направи, сега и ние сме веќе возрастни, сега и можеме да се приготвиме сами. Па и мама Нада е зафатена. Па и така исто, и они си имаат обврски, обавези. И мама Нада е зафатена. Ајде, сега ќе
ги промешаме овие макарони, веќе се пред самиот крај тие, затоа што сакавме нели повеќе да слушнеме музика од тебе. Кавалот го донесе. Кавалот е тука, спремен. Кавалот е спремен, но јас би сакала да кажеш еве на нашите гледачи што плюс од кавалот ти свириш. Ајде. Кои инструменти ти се? Вака, најпрвен започнам со тапан на Така. моја многу мала возраст. И тоа скроз мал, 4 годинки 4 немаше. Годинки, да. Од мои 4 годинки најпрвен започнам со тапанот. Па потоа како нели ужев основно училиште, па средно се надоградував го земав кавалот, го купив, после кавалот гајдата, после гајдата зурлата дојде. така. Па во средношколските денови тамбура, Кога си кај клавир, сите пијано, инструменти тука, пробаш, да. сакаш се да запознаеш. Да. И инаку желбата и љубовта кон сите инструменти ми е иста. Само можам малку да издвојам зурлата тука, затоа што зурлата многу често ја свирам, најчесто зурлата ја свирам. Ама е многу тешка. Многу е тешка, секако секој инструмент си има, нели, си е тежок на свој начин. Меѓутоа, зурлата има посебен некој мелос кој што Подига верувам дека секој кој ја слуша не може да е равнодушен на неа. на зурлат. Така и Следниот пат и зурла. обавезно. Добро. Тоа е многу битно и тебе некако тоа ти е многу љубов во не вложуваш во музиката. Сега пред да ни засвириш, јас ке сакам да ми подготвиш еве јајца веќе да ги скршиш во стаклениот сад. Овде ќе ги фрламе од патците. Добро. Додека ти тоа го правиш, мене цедалчињата ми ги собрале тетка Мици и Мира, но јас ке се снајдам. Добро. Одам со цедење на макароните, колеги, да ги снимаме цедењето на макароните, да знаат нашите гледачи дека... И ние музичари да знаеме да готвиме сепак. Нели? Па кога ви се јаде, а кога сте на патување, морате да спремате сами. Сепак не може секогаш се да се купи. Така е. Ами се што се купува Не е како дома. не е како домашно и не е толку здраво, нели? Вака, знаеш што сам си подготвуваш, така е. Еве ги макароните, веќе ни се подготвени. Рерната ја вклучив пред да започнеме. Браво, Владче, Значи, да 5 додадеме јајца. малку сол. Малку солца може Така, да. малку затоа што ќе додадеме и сирење. Браво. Доволно, нели? Па можеш и цело лажиче. Ајде, златното лажиче, јас го давам на сите успешни луѓе со златно лажиче. Ете, Добро, вака треба да гледаат камерите се што работиме овде. Сега ќе ги промешаме 5 јајца, нели? Така. Одлично. Браво. Ќе го поставиме рецептот за да бидеме мирни, како се вели. Добро. Сега и од сирењето. Ајде. Доволно едноставно. Доволно? Да. Веќе ќе го... Ајде. Ајде, ти може поубаво ќе го сгмечкаш. Ајде, умешно. Помашки. Помашки, ајде. Јас обично со ножето го правам, но еве, затоа си ти тука да направиме еден твој омилен рецепт. Така. Најчесто за викендите на прек вечер не сме дома, нели? Секогаш со ангажмани со свирки и со такви работи. Ама од сабајле, кога се станеме рано наутро, мислам не рано, ама си поспиваме. Па добро, работите си приготвиме доручек. Раното за вас е затоа што вие Да, до 4 наутро да, свирите да, некој да, пат да, во да. садот со јајца. Добро. Браво, Владче. И што ти е на омилено јадење? Скрече, јас сум многу гурман и омилено јадење немам. Ама се сакам, се што е убаво, се што е убаво ми е мене омилено. Добро. Се сакам и мефце, многу си сакам мефце да си каснам. Добро. Поготово домашно селско направено. Па не. Убав избор имаш. Да, тоа ми е Убав на избор имаш. прво место секогаш. Добро. Гледам да не е нешто, нели, Добро. што е индустријско, што не е чисто домашно, што мислам, гледам, преферирам да е Добро. од домашната наша кујна, не експериментирам многу.
Значи, она што си е постојано наше Така, јадење, да, вкусови така, на кои да, што сме навикнати. Така, си сакам да Добро. се каснам и манџичка и се тоа. Нели, убаво доаѓа. Благодарам. Сега тебе ќе ти должат да ни изрендаш малку кашкавалче, а јас овде ќе додадам, затоа што додадовме сол, ќе додадеме малку само сув зачин, и малку буковка за да добиеме на боја. Ете така. Уште малку или? Уште, можеш. Ќе додадеме и малку буковка. Ете, сусам, бидејќи му дава посебен вкус. Ете така. Одлично. Браво бе, Владче, како те бидува ова тебе. Заеднички можеме да правиме кујна. Може. Ете така. Видите, Добро. кораче, Одлично. готвењето секогаш оди со музика. Па оди со музика, Кога се јас готвиме, велам си тука ми пуштаме се музика. радува тенџерчето или тавчето кога оди музика и затоа ти можеш сега овој да го оставиш, да си ги избришеш или измиеш рацете за да го земеш кавалчето. Колегите ќе ни пуштат музика за да ние слушнеме убава изведба. Одиме со музика. Добро, ова е за горниот дел. Малку да ги средиме вака макароните. Браво. Одлично. убаво звучеше. Што е ова? Ова е моето омилено Јосиф Оро. Така се вика Јосиф Оро. Ова Оро е на нашиот
да речам, најголем мајстор кој ги заработува инструментите, кавало, зурната, гајдата, тапаните. Мајстор Стојанче, сакам Чичко Стојанче, да го поздравиме, браво. Сакам голем поздрав до него да упатиме. Ова е негово оро. Јас искористив прилика дека ми е омилено да го свирам денес. Одлично, го поздравиме, на вистина прави убави инструменти, но кога свират вака убави деца, уште побаво звучи. Најавив на самиот почеток дека ти доби една награда во нашата општина, пофалница, од нашиот градоначалник господинот Борче Митевски. Што беше наградата, да кажеме, тоа беше твоја акција за хуманитарно дело. И знам дека постојано си ете вмешан во тие хумани акции. Така, добив плакета за посебен придонес, нели, за општина Петровец. Сакаме ве да упатиме и до нашиот градоначалник поздрави големи, и тоа ми беше нели, една од драгите награди, затоа што јас сум живеам таму, творам заеднички така, и творам, нели, сакам да оставам дело за моето село, мојата општина и така натаму. Првиот спот исто така ми беше Катлановска четврка, именуван по моето село, и сакав да ги офатам Катланова, да го офатам целосно, пейсажно, да се видат сите убавини кои што ги има, и да ги пренесеме на луѓето кои што не биле во тој крај, да знаат дека имаме минерални води, па имаме бања, па имаме убава црква во Карпа, лековити води, па имаме пензионерски домови, па игралишта, еве за пензионерите, за младите, за сите имаме нешто. И тоа е, пак ќе кажеме, благодарение на човечноста и сензибилитетот на човекот, нашиот градоначалник, кој што ги поттикнува и ги вреднува тие вредности. Сега пак ќе слушнеме музика од тебе. Мислам дека нашите колеги се подготвени за да додека ни пече нашето тавче овде. Ајде, колеги, одиме со музика, потоа ќе го прашам Владче каде најмногу свири.
Браво, те испотивме. Повели едно салфетче за да се избришеш, заради тоа што ова е тешко, умачно, треба да се дува, да се внимава. А замисли го игрорецот. Ова има да игра и ниту една работа што е поврзана со фолклорот така не е лесна и нели треба максимално да се вложиме за да секогаш испадне на крај резултатот како што треба. Владче, сакам да те запрашам со кој најмногу настапуваш, еве, знам дека сите те викаат, освен нашиве од нашето место, значи Чичко ти Круме, Чичкорце и ред, нели, од нашиот крај. Так. Сигурно дека свириш и со другите, знам дека со Орде многу свирите, со Джелјо, така. Еве веќе 8 година свириме со мојата група Зурли Тапан и Ќустек. Тоа е состав од две Зурли Тапан и најчесто се свирам со моите колеги. Тука ќе ги набрам, како што кажа Орде, Джелјо, Чичкорце, Чичко Круме. Премиер бенд, веќе 8 години сум со нив. Исто така со групата моја паралелно, значи си работам со секогаш и со други групи, секогаш кога сум слободен, нели достапен сум за соработка со секого, да, секогаш. Бидејќи те бараат и за семејни веселби, да го погледнам нашиот рецепт. Отворен сум за соработка, нели, со сите бендови, соработувам со сите, тука ќе ги извадиме и колегите од Екстра бенд. Постојано многу има. Групата Феникс од Радовиш, од Штип. Нека не ни забележат, нели, кога поздравуваме некого, дека помалку ги сакаме, оние што во моментов не сме се сетиле. Јас сакам, нели, да ги поздравам сите мои колеги, за да не ми се налутат, ќе речат не спомна, нели, така, значи јас извинете доколку некој нели пропуштам, да, и ги сакам и ги почитам сите колеги, сакам да сум со секој добар. И продолжуваш и понатаму со твојата музика и се надеваме дека еден ден ќе ги полниш светските сали, како и што сега одите на многу концерти. Ете, ќе го земеш кавалот, не те оставам на мира. Нашето тавче веќе пред извадување од печка, но нека го уште малку, да му дозволиме да се вцрви, а ти ќе отсвириш една за мене, така. Преска ми засвире пред да започнеме една убава песна. Сер без донка. Сер без донка. Така. Ајде да ја слушнеме Сер без донка. Не викајте Аирлија, но ние ќе речеме Аирлија. Затоа што овде ни е весело, позитивно и убаво, ама Сер без донка ја посвршила за момче што не го сака. Затоа вика не викајте Аирлија. Не можев да запеам, ми дојде малку високо, па да не бидеме со тастер, вика исклучија музиката. Паник тастер. Паник тастер. Уште малку, колеги, имаме уште малку, нека се подцрви за да биде добро. Владче, кој е твојот животен сон? Имаш ли ти животен сон? Сакаш, се разбира, свое посебно, нели, да си имаш свој носачи на звук, да си имаш своја музика. Тоа ти е сигурно посебна желба. Така рече, јас посакувам, секогаш го кажам тоа, посакувам пред се да сме живи и здрави и да речам, доколку немаме здравје, па и среќа доколку немаме, не може да не се остварат нашите соништа. Нашите соништа, Соништата наши секогаш се големи,
меѓутоа делот ти е Убаво го кажа. Дори едното сме го исполниле, веќе со ништата одат и целат кон нешто друго. Има ли некој што ти лежи на душа, си велиш, жилба ми е со таа и таа личност да освирам една песна. Има ли некој така посебно што ти лежи на душа? Во моментов не можеш да се сетиш. Не можам да се сетам, ама има. Има, нели така си викаш, ајде леле да ме видат таму на таа сцена. Еве, значи јас ги обожавам Теодосиј Спасов. Да, добро, одлично, убав избор. Слушам многу дела од него. Браво. И еве некогаш би посакувам некогаш да би застанал до него, да. Така, нешто да убав избор него, направи, одлично, браво. Значи, со еден великан во таа музика. Да, Рецептот ни е готов, но јас пред тоа ќе го прочитам рецептот на денот. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Подпечени макарони. Едно пакување макарони. 5 јајца, 400 грама сирење, 7 лажици павлака, 200 грама кашкавал, 200 мл масло за јадење, едно лажиче сол и кесичка сусам за поросување. Поросивме малку сусам, можеме и при вадење да му додадеме, бидејќи во средниот дел и му додадовме. Масло додадовме при варењето на макароните, ако доколку ме прашате кога се додава маслото. Ајде сега да видиме какво ќе испадне нашето јадење со Владко. Ова вака, колеги... Да ти помогнам? Сега. Ќе се обидам да биде стаклениот сат е многу топол и тежок за вадење. Опа. Одлично. Владче, нели убаво. Како и секоја емисија, така и ова испадна одлично. Многу убаво, сега додека ова вака ни крчка, јас ќе му додадам уште малку сусам за да си добие со златното лажиче, за да си добие малку така ете. Малку само на вкус, иако нели во самите макарони и поставивме и масло. Ајде да даската ако сакаш, па да го поместиме овде за да го видат нашите гледачи. Вака. Убаво си крчка. Замаслено, за убаво, осолено, поросено. Преубаво. Преубаво и убаво мириса, навистина. Многу пати кажувам дека еве вака како можеме да вкусиме додека тоа врие, нели не можеме да ги вкусиме, но јас верувам дека се гледаат сите редови, дека е сето тоа убаво сварено и направено како што треба. Имаме ли време уште за една песна, за една музичка точка? Немаме, Владче. Сакав Езгија. Но можеш ти да ја земеш. Јас благодарам на тебе што одвои од твоето време. Ќе останеш заеднички сите заеднички да ручаме заедно денеска. Да ни е на здравје јадењето, на здравје и на оние кои што не следат. И се надевам дека следниот пат со Зурла ќе ни дојдеш и ќе правиме нов рецепт, така? Уште еднаш ти благодарам многу за поканата. Така. И нели за крај секогаш оставаме да поздравиме некого, значи еве поздрав до сите кои што не гледаат повторно, поздрав до сите мои колеги, поздрав до мојата фамилија дома и тетка Драгче со задоволство кога да ме поканеш повторно ќе видам. Свири си ти, за да јас се одјавам. Верувам дека овие подпечени макарони си ги правите и вие дома, драги мои. Се надевам дека ви беа интересни и лесни, а музиката на Владче не освежува сите. Едноставно, што кажувам јас за крај? Бидете ми здрави, живи, среќни и сити и ве сакам, се гледаме со новиот рецепт.